Македонија за твојата иднина. Ве молам да го поздравиме председателот на партијата за европска иднина, господинот Фијат Цановски. Добро вечер, Кичево. Добро вечер, Македонија. Дали Македонија го крена својот глас? Кичево се исправи, Кичево го крена својот глас и Кичево тргна во голема победа. Одиме од една во друга општина, одиме од еден град во друго село и секаде ја слушаме истата приказна. Секаде сме сведоци на истите маки. Во Македонија 650.000 луѓе живеат во сиромаштија. 330.000 се невработени. Сите сме заглавени до гуша во долгор. Сите се уплашени. Ги тера страх од извршители, од казни, од уцени или од закани. Денес Македонија веќе 5-та година чука на портите на Европската Унија и НАТО, ама залудно. Ги гледа своите соседи како грабаат напред, а таа стои во исто место. Почитувани пријатели, овдека не сме да зборуваме за маките, затоа што тие вие одлично ги знаете. Овдека сме да кажеме дека на 5 јуни нудиме и победа и решенја. На 5 јуни нудиме тим што победува. Нема воопшто да биде лесно. Не чекаат мачни и тешки денови, големи одлуки, решавање на тешки проблеми. Меѓутоа на 5 јуни ќе добиете влада која никогаш нема да се правда, туку ќе работи. Ќе добиете влада која нема да бега од проблемите, туку ќе ги решава. Ќе почнеме таму каде што е најважно. Се ми личи на 2002. Ке им се повтори 15 септември. Толку го збореа, ке им се повтори 15 септември. Драги пријатели, неделат само 17 дена од денот на големата одлука. На 5 јуни се ќе биде во ваши раце. И судбината и иднината. Ваша, на вашите семејства, на вашите деца, на целиот наш народ и нашата држава. На 5 јуни вие ќе решавате каков живот сакате да живеете, каква држава сакате да имате. А, драги пријатели, работите во Македонија не ни чинат. И што е најстрашно, од лошо одат кон полошо. Само неколку шекори неделат да ја поминеме линијата после која враќање назад нема. Сите добро знаеме, македонската економија пропаѓа. Стопанството е во колапс. Инвестиции нема, ниту домашни, ниту странски. Нема нови фабрики, нема нови работни места. Бројот на вработените во индустријата постојано се намалува. Македонија е земја со рекордна невработеност. Македонија е земја со рекордна сиромаштија. Секое трето семејство во нашава земја се бори за парче леб, да преживее од денес за утре. Живеачката станува се поскапа, секој домаќин, секоја домаќинка. Тоа го знае, тоа го гледа кога ќе влезе во било која продавница, кога ќе тропне инкасаторот на врата. За 5 години цената на струјата ја зголемија за 46%. Дрвата за огрев за 45%. Цената на левот
за 55%, на брашното за 90%, за маслото за јадење 82%. Долговите на земјата постојано се зголемуваат. Пред 5 години изнесуваат 2 милиарди 370 милиони евра. Денес двојно повеќе, 4 милиарди 300 милиони евра. Кој ќе ги враќа тие пари? Кој ќе ги враќа тие кредити? Овој народ, вие, ние, сите заедно, секој е наше семејство, секој наш човек. Јавното здравство е од целосен колапс. Денес, почитувани граѓани, здрав да влезеш во болница, болен ти излезеш. Денес, луѓето ни умираат не затоа што болеста не им се лекува. Целосно изграден во времето на СДС. Кога ќе одиш, господине Груевски, на митинг во Гергелија, ако ти не знаеш, прашај, ќе ти кажа дека автопатот од Градско преку Неготино до Демеркапија е целосно изграден во времето на СДС. Дека автопатот од Скопје до Богородица е целосно изграден во времето на СДС. Бидејќи заедно со Коце Трајановски, сега пред избори ги раскопавте сите скопски улици. Кога ќе се брзаш на митинзиве, ако сакаш да избегнеш гужвата низ Скопје, вози по обиколницата, модерен автопат, 90% изграден во времето на СДС. Ако и тоа ти е малку, качи се на службениот Мерцедес, отиди на Козјак, види го единствениот енергетски објект изграден во овие 20 години независна Македонија. Хидроцентралата Козјак, почната, изградена, завршена во времето на СДС. Гасоводот во Македонија, до таму до кај што изграден. Од скопскиот протестен митинг го повикав Груевски на ТВ Дуел. Му предложи да избере каде сака, на која сака телевизија, кога сака, со било кој новинар, тој што ќе го избере. Да седнеме и пред цел народ, да ги соочиме аргументите, да ги соочиме фактите, да види цела Македонија и сама да заклучи кој е во право, кој е во криво. 5 години од уста не ме вади. 5 години нарача повеќе спотови за мене од колку што имаат музички звезди. Нарача и плати огласи, стотици и илјадници во вестници. Организираа пресконференции, издаваа соопштенија. За се е Бранко крив. Си викам, човеков гори од желба да седне наспроти мене, да ме растури. Од и тој, преродбеникот, реформаторот, пастирот, сите аргументи се на негова страна. Ја, потрошен транзиционер, едва и чека да се соочи со мене. И гледај чудо. Не помина 24 часа, ама не мислеше човек. И се размисли. Вели, не може, не сака. Нема дуел со Бранко. Абе, такви ли се јунаците од ВМРО, не поманеме? Каков ли боксер бил Груевски, го цели пешкиро до рингот уште пред да влезе и да почне битката. Ајде, јас сум бил, како вели, од Старков, изволкан. А зашто пред 3 години го одби ТВ Дуелот со Радмила Шекериска? Што мана нези најде? Дека е жена? Епа, не сака со мене, не сака со жена, со што сакате? Дечки, ви од терасата. Само едно да запамтите. Така држава не се прави. Така народ не се води.
Ова што ни се случува не е судбина од која нема бегање. Ова што ни се случува не е од Бога пишано. Се зависи од нас. Еве ја шансата, еве ја приликата, еве ги изборите на 5 јуни. Ајде сите заедно на 5 јуни!